Ова слика, ја знаете она изрекана кој ќе видиш човек кој што се шета по улица, сам со себе си прави муабет, кој гледаш дека има проблем, најчесто е во процес на градба на куќа или во градба на стан. Во тој процес сум јас и во таа фаза сум. Ова е пети дел од серијалот кој што го снимаме веќе година и пол за станот. 5 дела ја искрено очекував да бидат многу повеќе, но денеска ќе да знаете причината зошто е пети дел и зошто помина неколку месеци како не сме снимале ништо поврзано за станов. До сега ви ги покажувавме само убавите работи, но денеска ќе зборуваме за малку понеубавите работи, за оно што се случува во изминативе неколку месеци и низ што поминуваме. Пред се, сакам да се оградам од моментот дека ова е видео кое што треба да нападне некого или некого треба да дискредитира. Не ми е тоа целта. Денеска е петок, 26 јуни, и ова видео можеме да го крстиме никогаш немој да плаќаш однапред. Никогаш. Затоа што ако платиш на мајстор однапред, на архитект да платиш однапред, друже, ќе се окозиш, на крај сам ќе си го завршиш станот, а буквално тоа се случува сега у моментов. Ај од кај да почнам? Да почнам од тоа дека ова е единствениот стан во оваа зграда што во моментов нема струја во станов се уште и нема ладење и грејење. Подното ладење и грејење ми е ставено пред да се стави кошулицата, пред година и пол. Никој мене, односно архитектот, толку време не ми обезбеди технички цртеж за терасата во ниеден момент, за да барем да ми каже како на терасата да направиме просторија во која што ќе може да се смести топлинската пумпа која што ми седи кај Јоки Доел 2 години во магацин. 2 години во магацин. И сега сум доведен до ситуација мајсториите кои што денеска работеа, а ќе ви кажам и зошто баш денеска работат, конечно работеа, да работат на 100 степени. Еве, жива вода. Жива вода. 100 степени ми е во станов. Каде е револтот? Архитектот беше стварно предпоставувам свесен дека ова е соработка која што треба да му донесе и нему, а треба мене да ми олесни. Во оваа ситуација тој доби. Има нови клиенти, порасна фирмата, го пофалив, снимивме неколку видеа. За возврат добив однос нечовечки. Нема да влегувам во детали, ќе се зборувам од свое лично искуство што јас поминувам и најинтересно е, секогаш, дали е мајстор, дали е архитект, никогаш јас не сум во право. Секогаш јас сум крив. Секогаш некој друг заебал, а никој не зема одговорност. И тоа е едно од темите кои што треба да се отворат дефинитивно во сферата на градежништвото. Да знаете, овој стан е цел направен како од нула. Плочки стававме, врати стававме, ѕидови нови правевме, подно грејење стававме. И договорот е да не биде архитект изведувач. Јас проект за станов добив, димензии добив, меѓутоа треба да имам и изведба, односно надзор. Многу битен момент, надзор. Технички цртеж за терасата никогаш не добив. Добив рендер, слика, како би изгледала терасата, и тоа ја добив на молење неколку месеци. Дури со одговор дека што сега се брзаш толку, има време. Не и се. Сите овие месеци, 2 години поминаа, многу пати се каснало, многу пати се доаѓало до ситуација, не можам денес утре, тоа ми е некако нормално. Значи да не биде само дека негативно зборувам. Тераше процесот, све беше окей. Меѓутоа во изминативе 7-8 месеци, претпоставам дека човекот има многу работи, едноставно повеќе нема време за мене. Од април месец па наваму, во станов не е чепнато ништо. Овие спуштени плафони кои што ги гледате и електриката ја работеше неговото студио. Значи јас му плаќам пари на него за тоа. Сум платил за да ми се заврши електриката и плафоните. Денеска е 26 јуни. Не гледам штекер. Не гледам. Може да запалиме светло? Не знам. Може да запалиме светло? Не знам некако. Дојди. Да не јас сум нешто криво, луѓе. Да не сум јас нешто криво. Еве, јас само ќе поставам прашање. Овде, треба да поставам шина. Овде. Треба да поставам шина. Кабелот кој што е пуштен пред 1 година. Имам снимки, луѓе. Пред 1 година. Мајсторијаве дошле, заебал, човекот нема везе, го покриле со глед. Овде треба да имам кабел. Тука треба да има шанк и кабелот треба да има да се пушти лустар. Пред 1 година, луѓе, 26 јуни е денес. Како да не бидам револтиран? Кога архитект изведува, еве вие потврдете, можеби грешам, можеби јас сум крив, јас сум требало да видам, да кажам. Пуштил мајстори, колку е реално откако ќе завршат, само да дојде да направи проверка. Нема тука кабел. Ало, мајсторе,
Абе, тука си заебал, ај брати сутра да завршиме. 1 година. Дојди малку. Ова денес, ова чудо. Ова е поставено пред саат време. 26 јуни. Пред саат време е ставено. Еве, сега ќе ви пуштам снимка која што е актуелна, која што ја снимив са Бајлево. Намерно дојдов да ви снимам, да ви покажам, затоа што дрско и безобразно добивам вчера порака дека он ми го завршил проектот. Дека јас сум готов со станот. Ова е готов стан, бе. Виделува на... Кај, еј, чекај да си пуштам светло. Еј, ја бе, не сака нешто. Како да пуштам светло? Кој треба да ми каже, и колку е тешко да ми се каже, дека тука треба да се направи соба со вентилација, за да се стави топлинска пумпа, која што ми е обезбедена пред 2 години. Кој треба да ми каже тоа? Кој треба да исцрта технички цртеж и преку техничкиот цртеж да може да се направи ова, при тоа кога ќе се постави да не влие негативно на се она која што тек треба да се прави на оваа тераса. Мислам, ова не е од денес. Може да замислите колку време трае све ова и колку пати сум прекутил ради пријателство, ради тоа да не ги правиме овие пиздари, да не правиме да изгледа дека јас сакам контент да правам, па и тоа ми го кажа. Нема да ви кажам многу ствари денеска, затоа што на крајот денот не сум таков човек. До сега бевме на локација кај што ни е станот со Марта. Се бавтаме периодов многу повеќе околу тоа. Би немаме снимено ново видео поради XY причини. Чисто еден памет, совет, така да ви кажам, никогаш немојте да платите однапред пари на мајстор, на архитект, на соработници, на кој да ви биде дел од целиот процес. Многу повеќе на оваа тема, очигледно е дека ќе се бавам последниот период, затоа што не треба да се покажуваат очигледно работиве само розево на социјалните мрежи, туку напротив, интересно е да гледате сите низ каков процес поминува еден млад брачен пар во кој што жена му е трудна и се бави со луѓе кои што секојдневно те лажат и ти кажуваат утре и ќе биде. Многу повеќе за овој серијал во деновите што следуваат. Кога сте во процес, пред да градите, значи пред да купите стан, да го уредувате станот, куќа, што и да правите, одберете си екипата внимателно. Значи со кого соработувате, на кој му верувате, кој мислите дека ви е пријател, а не постои пријател низ целиот овој процес, ќе се изнаслушате дека на крајот вие сте криви, магично, не знам како. Никој не е крив за ниту една ситуација која што се случува. Одговорност у градежништво. Брате мили. Уствари, сам себе убио си правам цело време. Не ја бирајте екипата. Подпишете договор со клаузули кои што ќе ве заштитат низ целиот процес. Што ако се случи проблем? Затоа што само сетете се, што ќе се случи ако не платите? Ќе ви се јават 100 пати денот за да платите. Ама ако ќе платите, дали ќе ви ја завршат работата како што треба? И уствари тоа е тој ден кога јас тука со Марта ми колабира девојчето, 100 пати треба нагоре надоле да се качи. Јас тој ден уствари добивам повторно, ќе се чуем у 6. Му викам, нема спуштено тука кабел. Уживај среден. Ево, ова сега е заебана работа. Треба да се донесе овде. Заради тоа што кога ќе ви стават од јуни тука шкафче, нема да може да се отвара вратата. Му викам, бе, кабелов човек, колку време треба да помине? Уживај средено е. Кога бе, брат? За 10 дена. Тука веќе завршува целата комуникација и ја ги објавам овие сториња. И знаете што се случува после тие сториња? Еве станов функционира. Ми се јавуваат електричарите. Што е, бе, брат, работа ова што ставаш, сега што објаваш, зошто го правиш ова? Викам, брат, па зашто ме дупите на крај крајава? Зошто ми го правите ова? И испаѓа дека архитектот не е изведувач. Он сакал да биде изведувач. Он сакал да си постигне се што сакал да постигне. Тоа е кул, окей, фер. Меѓутоа, ова се дечки кои што се посебни фирми. Не работат за него. И сега пак ќе кажам, повеќе детали нема да ви споделам. Викам, дечки, јас се извинувам, ја немам со вас работа, ја имам работа со други, јас сум платил таму. Готово, брат, извини, ние ќе дојдеме, ќе ти завршиме. И ја им, стварно сум им благодарен. Фала им. Затоа што испаднаа луѓе на крајот од денот. Ќе требаше да доплаќам. Сега све што сум платил, пак да плаќам. Дојдоа, фактички тоа е четврток, тоест вчера, тоест среда се ми кажуваат, четврток доаѓаме тука. Веднаш видовме што ни фали од Homelight што треба да се докупи, а уствари целата работа е зошто не продолжиле да работат од таа сабота, затоа што фалеле неколку работи кои што архитектот треба да дојде да ги доземе од Homelight, да им ги донесе за луѓето да продолжат да работат. Океј, баталувам све, презимам све во мои раце и во тој момент ја одам во Homelight, дозимам све што ми треба и денеска во 7 са бајле
електричарите работат. Во меѓувреме, инвеститорот си го носи својот електричар, кој што работел на целава зграда, и се договараат со мојот електричар дека ќе ми наместат табла, си даваат рака и си ги зимам конечно овие црни штекери. И денеска фактички конечно се работи на електриката во станот. Како што гледате, еве, се глетува, се среди овој дел за вратата. Во моментов има човек што работи. Еве, Сабајлево, сакам да ги поздравам Аквалукс, дечките стварно феноменални, како што се договоривме, така испадна. Перови паравани и тука, и во големото ВЦ. Не можам да ви покажам моментот заради тоа што електричарот работеше до 4 си гости, алатот се заклучи. И да, едноставно затоа сум револтиран. И затоа кажав дека во овој серијал јас ќе си ги кажам и позитивните и негативните работи. Затоа што не сум човек што може да седи сега тука и да лаже на крајот од денот. Зошто? Не знам. Сум влегол во огромен стан, во огромен проект, прв пат у живот, можеби требаше да земам 5 квадрати за да можам да знам што е сега све. И очекувам дека секој кој што си работи работата, си е професионалец и јас работувам работата. Електричарот денеска работеше цел ден. Дечките кои што ги спуштаа плафоните, и они дојдоа одма веднаш. Сите овие дупчиња кои што е, например, вакви дупчиња кои што сега се создале, сите ќе бидат пополнети, ќе се заврши работата. И не знам више што да ви кажам. Ми е мака затоа што се случува ова, затоа што ова е најубавиот момент во нашиот живот и треба да поминуваме низ овие моменти. Не е окей, не е фер. Не е фер, само тоа ќе кажам. Не е фер, не сум заслужил, не е фер. Ставивме нови врати, ставивме нови кваки. Во моментов имаме нови архитекти кои што сега тек ново решение треба да се направи, односно решението ни одбрано, па сега поспоред решението 2D па 3D, па све научи. Мислам дека еве договорени сме сега во вторник, ќе си дојдат луѓето од Јоки, веднаш ќе и со новите архитекти на тераса, ќе си видиме димензии, ќе ви го снимам сега буквално целиот процес. Затоа што сега следува најубавиот дел, најубавиот момент. Треба да направиме некаква си просторија каде што ќе ставиме топлинската пумпа и треба да внимаваме за да биде во димензии кои што ќе бидат добри потоа за да не ни влие на целиот дизајн, односно целиот интериер и све што ќе правиме на терасата. Следува одење во Кочани каде што веќе во нивната фабрика во Кочани во Юмис Лакшери све се подготвува. И сакам да им кажам фала на Юмис Лакшери за тоа што тоа е професионална фирма. И не е ова реклама, ова не е заради тоа што ние соработуваме. Еве го принципот. Еве го принципот. Секој дневно, луѓе со месеци, секој дневно. Прво од одење и избирање материјали, потоа од земање мерки во станов, потоа повторно цело време комуникација околу се што правиме. Имаме направено група Стан, Стефан и Марта. Ова е денес, 10 Сабајле, гледате. Ова е првата слика, не можам сега и се изгасени. Ова е првата слика која што мене ми е пратена во 4:30 денес, каде што прв пат си видов светло во сопствениот стан. 26 јуни. Единствен стан каде што денеска се пушти светло цела зграда. Значи целата оваа група е цело време. Дали е за димензии, дали е за материјали, што треба да се помести, што треба да се направи. Многу ли барам? Многу ли барам? Ете тоа е. Ајде, силно светнал ден! Последното конекторче додов да си го земам од Homelight, да си ги поздравам од срце затоа што ни обезбедија целата расвета за станчето. Конечно нашиот стан виде светлост. Да си го поздравам Александар многу кој што е електричарот. Сега ќе одиме да го видиме на лице место до кај што како прави. Ни прати на Вибер дека конечно во ходникот е наместена онаа шина, она кабелче кој што го чекавме цела година за да се појави, конечно се појавило. Ледот е наместен во ходникот. Како и да е, луѓе, имаме светло, имаме убав момент, ајде да продолжиме од тој момент со убави работи, со позитивни работи се надевам и серијалов конечно да си продолжи во правецот во кој што беше замислен. Ставете лайк, поддржете го целиот овој проект, бидете заедно со нас и плюс денеска ги чекаме и Сетек кој што ќе ја донесат дел од производите кои што ни се одбрани, кои што ни требаат, тоест не ни треба во овој момент, меѓутоа за да не чекаме повеќе, а бидејќи они чекаат со месеци, решивме денеска да ги донесат затоа што све оди веќе турбо, одиме во станот да видиме што се случува. Па бато, и денеска радна акција, добри сме. Добри сме. Спремни ли сте за вистинскиот момент? Опа! Се добре? Се вака? Добре? Чекай да видиш што седи на канал, Добре ли е?
Ајде. Што ќе изјавиш? Конечно станов личи на стан, на дом. Чекайте се, има уште нешто. Тие таму. Тие ќе бидат најубав детал. Еве луѓе, значи шината која што ја зборевме, фамозната шина што требаше година дена да помине за да ја добиеме. Еве го кабелот. Ова више личи на стан. Вау. Се работи тука, како што гледате. Одлично, одлично, одлично. А дали ви се допаѓа, господи? Ти од таму пушти? Таму пуштив. А јас од тука пуштам. Ќе се наместат сега, чекај, гледаш дека се работи. Да, бе, знам. Ама идеме напред. Да, ми се допаѓа искрено многу. Да? Да. Тебе? Супер. Задоволен си? Одлично. Јас би го искористил овој момент да му се заблагодарам на Александар и неговата фирма АК Електрик. Замислете, дури денеска реално дознавам како се вика неговата фирма. Тој истиот дечко кој што работеше пред година дена на станов. Сега тој е тој дечко кој што ми се јави средата кога бев многу нервозен, кога ми се представи со муабет дека чекај малце, ние многу работи не сме информирани, ние сме сосема друга фирма и тука сме за тебе до крај, ќе ти завршиме се комплетно. Денеска е сабота, вчера беше петок, дечкова е од 8 са бајлес, моментално е 2,5, работи и мислам видливо е, веднаш е видливо, работите тераат. Исто трага сакам да го поздравам и електричарот кој што е од самата зграда, кој што веднаш ни обезбеди галантерија за да може да се работи. Како што гледате, одбравме црни. Дечков Александар срамежлив е, не ќе сега да се снима, вика да ти ја завршам работата па на крај да се пофалиме. Така и ќе биде, имаме доста работа, и утре ќе се работи, и понеделник ќе се работи, меѓутоа добро е што еве работите почнаа да функционираат. Ова е дечки скриена врата, која Јумис набрзо ќе ја обложат со огледало, овој и овој дел целиот. Па огледало димено. Колку пари се врати, ајде да кажеме на луѓе? Вратите се 7 врати, вкупно 105.000 денари. 150.000? Да. А оваа врата тука? Таа е најскапа од сите, затоа што е скриена и е 47.000 денари. Заедно со се кваката, кваката е негде мислам дека 2 или 3.000, не ми текно се на фактурата како беше, ама толку. Позади мене е комбето на Сетек. Како што гледате, премиум достава значи дека сите производи ќе ви се достават до вашиот дом и со тоа добивате и монтажа. Во нашиот случај, дечките од Сетек моментално ги качуваат производите, но немаме потреба се уште од монтажа, поради тоа што гледате до која фаза сме. Добри сме. Сега ви кажам интересна работа. Одлучивме плакарот кој што ни е во ходникот да ни го прави татко и на Марта, а татко и на Марта е подобар јутубер од мене. Добар ден. Добар ден татко и на Марта. Добар ден. Што правите? Зимаме мерки, ќе правиме еден шкаф за гардеробер, кондори, одложување и такви работи. Од каде вие ги познавате сите тие работи? Сте работеле во животот така? Само уки сме, маката не научи у животот све да правиме, па и ова. Сега види, ја не знам дали ќе искочи добро се тоа, ама се надевам дека ќе погодиме мерките. Какви има, добри сме. Да. И ти си под притисок сега, те ставаме. Многу сум под притисок, ама Ќе те одјавиме. научен сум ја под притисок. Каков плакар ќе правиме? Кога ќе биде готов, или ќе се смееме, или ќе се радуваме, ќе видиме. Се надевам дека ќе биде добро. Марта, ти шо преш? Види ја. 252. Браво, Марта. Униско беше. Шо преш? Земам мерки. А детската соба како ќе ја направиме? Не откривам. Ќе ги оставиме тука производиве. Моментално, ако што гледате хаоса, ова ќе се среди нормално. Па кога ќе дојде момент нормално дека ќе се поставуваат каде што ќе треба. Ја луѓе ви посакувам на сите да се чувствувате како јас денеска. Многу сме среќни затоа што ова се стварно финалните моменти веќе и се следно е секој следен детал ќе додава на убавина во овој стан. Ќе направиме промена со... Да, дефинитивно. Овде се 3000 Келвини, Келвини? да, ние кај ги ставиме 4000 да бидат. Еве ви да процените, еве ви што значи 4000. Ајде, момци. Браво за Сетек.
Браво за сетек. 3000 келвини, 4000 келвини. Што ќе земете вие за да Лалде има една сетек што ви носат до горе секоја чест за дечките. Браво, дечки, пофалете се ви. Браво, браво, браво. Браво, дечки. Браво, дечки. Мислам, мене ме спасија. Така? Ја треба да ги носам. А што ја немаш да ги носам? Кој носеше таа плочките? Леле, многу убаво. Многу убаво. Многу убаво. Абе, ви посакувам на сите да ви дојдат овие моменти. Ви посакувам на сите. Ајде, добро утро на сите. Денеска е 13 јули. Денеска одам моментално во станот, таму Александар. Денеска ја завршува електриката, во претходниве 10 дена се работеше внатре на електриката, многу кабли се променија, некои работи кои што ги побаравме дополнително да ги заврши дечко да ги заврши. Во меѓувреме, овие 2 недели барав бравари за машинската просторија која што ни е потребна дели на терасата, за да може да се стави топлинската пумпа, собирав понуди и среќен сум. Еве Амарта. Повели шефица? Се качи горе? Не, снимам, сега ќе се качам. Сакаш да ги поздравиш гледачите? Поздрав до сите гледачи кои го гледаат ова видео. Like, share and subscribe. Ќе се вселиме набрзо. Да, многу брзо. Ај чао. Ćao. Значи, земав понуди од бравари. Најдов луѓе и веќе во саботата, денеска е понеделник, во саботата веќе некои од материјалите ги качија на тераса. Денеска работат. Кажано ми е дека во наредниве 3-4 дена ќе се заврши таа работа. Александар денеска е готов. Сега ќе одиме да го видиме. Марио со неговата екипа треба да влезе денеска и утре да работат, да ги пополнат сите оние мали дупчиња кои што сега се направени во последниве 10 дена. Некои кабли нови кои што пуштавме, ќе ви покажам сега во спалната кај што треба да не биде телевизорот. Сме купиле телевизор кој што е специјален, некој си таму со кабел позади треба да се направи, па копавме еден канал за да се стави црево, за да не ни се гледа како се вика кабелот. Оние кабли кои што ви покажав дека ги немаше за шината и за во дневната голе кај што треба да биде над шанкот, и тоа е средено. Тоест ова кај шанкот денеска треба да го извади, сега ќе дали го извадил. Уште тоа мислам дека му е останато. Така што добри сме. Мислам дека сме добри. Поентава е дека до петок треба да сме готови и веќе да се чисти со станот. Инаку на терасата почнавме да работиме, тоест ќе правиме машинска просторија, но ќе почнеме и дел од тендата, односно металната конструкција која што ќе се поврзе после со целата тераса. Денес ќе одиме и во Кочани, во Јумис Лакшери, да видиме до кај сме со нив и во нивната фабрика. Ми се јавија, ми кажа дека делот тапацираниот мебел е готов пред време. Но не знам што се случува таму. Денеска ќе одиме да видиме, а сега ве носам во станот. Еве што правевме тука. Пуштавме црево. Од тука ќе биде телевизорот што ќе се постави. За да може кабелот да влезе во цревото, тука излага, тука рачунете дека ќе има некоја комода и ќе бидат скриени за да не се гледаат никакви кабли од самиот телевизор. Овде ќе биде на Марта огледалото и местото кај што ќе се шминка. Еве го кабелот. Мислите си дека од тука лустерот е таков што оди наваму и ќе треба да се пуштат два кабли горе од зид, а поголемиот зафат го правиме моментално овде. Хаос. Како што гледате ги спуштаме дозните, затоа што тука ќе има нели штекери. Целата облога која што ја правиме, која што ќе биде тука, ги спуштаме за да не ни се гледаат од тука штекерите. Фактички тука повторно ќе влезат во самата комода која што е осмислена за да не се гледа ништо естетски да биде убаво. Овде ќе оди големиот телевизор. Здравје, ќе ви покажам кога ќе дојде моментот. Еве го делот од конструкцијава која што ќе се прави моментално, ќе го затвараме овој дел. Значи од тука, чуете нагоре одиме до горе и завршуваме некаде тука со тоа што ќе се поврзат со олуците од западот, со олуците од самата зграда. Добре, искрено се радувам што почна се работи на ова, затоа што од овој момент ни зависи ладењето, грејењето во самиот стан. Добри сме.
Мислам дека се уште не може да се долови. Чекай. Кај ги научам? Се уште не може да се долови убавината на станот, поради тоа што моментално е хаос. Ама, како што кажав, се радувам поради тоа што очекувам оваа недела стварно веќе внатре да сме готови. И тука си го има завршено. Има ствари што треба да се пополнат. Ставивме и тука. И овде. Гуден таген. Денеска се сушнавме со Марио, доаѓаат после 12 да работат. Утре ќе се тука, нема премногу загледување, меѓутоа си има. Не е дека нема, пример вакви глупости има. Вакви глупости. И кога ќе се исчисти, ќе си добија веќе шмекче. Опа! Радна акција, ништо, одиме со Марта за кочани. Еве сме до Кочани, фабриката на Юмис Лакшери и денеска гледаме уствари целиот процес како се сработува од нула. Значи, буквално моментално пред нас е дрво од бука и од ова дрво се создава столче, маса, мебел. Еве. Од тука започнува све. Интересно според мене да го гледате ова, заедно учиме. Јас прв пат го гледам ова, прв пат сваќам уствари кој е целосниот процес, значи откако дрвата ќе се парат, значи така се вика процесот, веднаш потоа се става во овие простори во кои што се сушат. Овде како што успеав да видам е 57-58 степени. Ќе влеземе ли заедно? Ако знам да отворам вратата. Стефанче. Не получи јако се. 57-58 степени. Дојди. Овде, ова дрво се суши. Сега, тука каде оди сега ќе види, али много е тоа. Еве ви пример како изгледаат сега дрвата откако ќе излезат од сушара, значи испарени, исушени, спремни за вас, ве чекаат за ново столче, нова трпезариска маса, нова гарнитура, што и да е. Еве, од тука, како што би се рекло, custom made, само за вас произведено во Кочани, стига во вашиот нов дом. Ајде да видиме што е след. Така се изработува сега што? Ова е помало парче, оваа машина се сече, доколку гледаме поголемо парче, тоа би било за гарнитура. Оваа фаза, потоа веднаш се носи во делот каде што се складира целиот материјал и за столчина и за гарнитури. Јако е, колку дрво има уствари, ништо тоа не го гледате на крај. Ова е инаку дел од нашата гарнитура Бора, која што ќе ја видите на крај во станот.
запамтете го овој момент, како се произведува, ќе го коментираме многу повеќе на крајот. Еве. Аголна гарнитура пора. Машала. Профил 1. Браво. Ќе биде. Можеме малку да си играме. Опа. И овде веќе доаѓаат производите на тапацирање, на чистење. Здраво живо. Еве ги нашите. Чекај. Ете ги. Тие се нашите. Машала, што убаво. Спремно. Значи ова е спремно, браво Мартан. Продолжуваме. Сега сме во делот за тапетарија на гарнитури во производството на Юмис Лакшери. Тука има спремни гарнитури кои што се чекаат да се носат. Марта се заигра. Што преш? Ништо гледам каков изборим. Да ти дам една информација ексклузивна и за тебе и за гледачите. Што? Готова ни е гарнитурата. Кај не? Па јас тука бакам. Само седете се, сега ќе ја видиме за прв пат и ние, а и вие седете се на оној момент кога ја покажавме дрвената конструкција. Од таа дрвена конструкција се направи оваа гарнитура. Еле колку е добра преча. А? Многу е добро, нели? Многу. И многу е удобно. Ти се свиѓа? Да, епка. Инаку е направено и пред време. Изве чекам да се пресиш. Јас. Ова може да го направиме како кревет, затоа што овој дел го носиме овде и вака праве телевизорот кино јава. Да, ова се фактички модуларни. Да, модуларна е целата. Аха, саш да кажеш дека оваа Овој дел коцка може да се направи овде. Да, овде. Имаш И се прави како кревет. Да. Прилика го видовте целиот процес на ова YouTube видео, а целиот процес можете да го видите на мојот Инстаграм на новиот рил кој што е објавен со Юмис. Ако сме го објавиле ова видео пред да го објавиме тоа, за ден-два ќе го објавиме целиот процес, уствари како се изработува една ваква гарнитура од трупец до финален производ и се тоа се прави во фабриката на Юмис Лакшери. Денеска е 15 јули, дојдов да видам што сработиле момците кои што требаше да ги затворат овие дупките. Добри сме, се сеќавате на оваа слика. Добри сме и тука. Секако на финална рака, последното кречење ќе биде на крајот. Тука треба да се сработи, вакви некои ситници, но веќе станчето заличува. Чекај да видиме тука. Добро. Супер. Ке се стават овие, нема проблем. Тука е добро. Океј. Гледате, каде е санирано. Треба да се доработи, но добри сме. Се работи инаку дечки денеска и на терасата. Здраво живо! Со лесно работа. Добре. Ева машинската просторија, фактички металната конструкција за машинската просторија, која што ќе се најде некаде тука. Ова ќе се задвара со панели. И замислете си сега терасава, цела ваква метална конструкција ја носиме цела таму до крај, си затвараме со еден убав дел кој што ќе биде како покрив. Има одличен пат за водата да си влезе натаму кај олуците кои што веќе се направени од самата зграда. Веднаш потоа одиме со поврзување натаму, целата тераса ќе се затвара и многу ќе биде убаво. Значи, реално финалниот момент едве чекам да го видите од самата тераса. Моментално е хаос. Али добри сме. Тука ќе го завршиме ова видео. Се обидувам искрено да ви го покажам целиот процес, низ што поминуваме и позитивните и негативните работи, иако искрено за многу работи не ми се збори, но ќе ги прокоментирам можеби на крајот кога ќе влеземе. Видливо е дека е напорен процесот, реално многу од работите кои што треба да се направат споро, многу од работите не функционираат до сега како што треба заради тоа што немавме многу големо знаење, не бевме многу вклучени во процесот и едноставно беше ставено на доверба, а
совет од мене, не постои доверба во градежништво. Превземете си ги работите во вашите раце. Зборувам за сите оние кои што си градите куќа, стан, просторија, деловен простор, што и да правите, секојдневно мора да бидете вклучени со сите оние мајстори или архитекти кои што ви се партнери во целиот процес. Имаме нови архитекти, нови дечки кои што секако дека ќе ги пофалам и спомнам до крајот на овој процес, колку сме задоволни во овие први 2 недели. Се е окей, се е супер со нас секој ден и некако искрено имаме чувство кога што дека имаме архитекти и вистинска помош со се што го правиме. Тука завршувам, во следното видео веќе ќе видите готова машинската просторија. Конечно јоки ќе дојдат да ни имаме за топлинската пумпа која што имаме 2 години и ајде во следното видео ќе имаме копче за да пуштиме ладење. Да не седи вака, Марта, видете ја душичка. Топло не? Ке видео? Здравје. Здравје, битно си видовме дел од мебелот. Ќе се гледаме во следните видеа многу поише во фабриката во Кочани, ќе го следите целиот процес. Добре. Имаме многу добар прогрес станов веќе изгледан стан. Се гледаме во ново видео. Чао!